Оваа безидејна влада не престанува да ја шокира јавноста со своите активности. Комични се постапките на премиерот кој од желба да отвори нешто, редовно сече ленти на проекти кои ги направил некој друг, кажаа денеска на преса од опозицијската ВМРО ДПМН во Штип. Овој пат станува збор за мултимедијалниот центар во општина Штип. Центарот постои и функционира уште од 2016 година. Истиот е изграден од страна на ВМРО ДПМН, при што од деполија и руина просторот беше претворен во урбан центар со мултифункционална намена. Денес, после 2 години од неговото отварање, Заев доаѓа да сече лента. Ова е доказ дека актуелната влада и локална самоуправа немаат свои проекти, па затоа мораат да се фалат и отвараат проекти кои некој пред нив ги завршил. На денешниот прес од ВМРО ДПМН порачаа дека сакаат да видат дела во Штип и безмалку актуелната власт да се зафати со реализација на проекти во интерес на граѓаните. На пресот на ВМРО ДПМН со писмено соопштение реагираа од општинската организација на СДСМ во која стои: денеска не беа сечени ленти, не беа направени непотребни помпи, не беа отворени објекти. Денеска ние, новите генерации активни општествени чинители, со отворањето спомен соба на Киро Глигоров, покажавме дека го цениме и зацрстуваме споменот на најимпресивната личност во македонската историја. За жал, ВМРО-вските дезориентирани структури и покрај уредните покани не покажаа доблест да присуствуваат на овој убав настан, кој што представува гордост за нашите сограѓани.